Гледачи на Канал 8, добродојдовте. Одлуката на владата да се вратат на работа ги собра на протест мајките на деца до 6 години. Градинките се преполни, иако тргнат на работа на 23 септември, како што одлучија од владата, нема кој да им ги чува децата. На мирен протест во паркот во Кочани го искажаа своето незадоволство од владината одлука. Незадоволни од владината одлука да им се прекине продолженото породилно отсуство, мајките на деца до 6 годишна возраст излегоа на протест. Со транспаренти во раце со надписи дека децата не се нечија играчка, излегоа на мирен протест во паркот во Кочани. Имаше присутни мајки од Кочани и од Штип, со цел да го искажат незадоволството од одлуката на владата дека за неполни 5 дена треба да се вратат на работа. Вела дека нема кој да се грижи за нивните деца, оти капацитетите на детските установи се исполнети. Очекуваат владата да ја преиспита според нив нелогичната одлука. Од друга страна, оваа ситуација ги затекна неподготвени. До 23 септември мора да најдат градинка, оти работодавците очекуваат тој ден тие да се вратат на своите работни места. Нашите барања се да дали владата ќе одлучи да не ги прима децата во градинките или едноставно ние можеме нашите деца да ги однесеме пред владата, па тие никаде не ги чуваат. Како прво, градинките не ги примаат децата. Како второ, тие одлучуваат во рок од една недела. Нашите деца како може за една недела да се адаптираат, да ги чуваат тие негователки кои прво децата нема да бидат, нема ги познават, цел ден ќе плачат тие деца. Да, има постапка, значи да се оде по 1 сат, по 2, по половин сат да се чува децата, али ние немаме доволно време за тоа да го решиме тај проблем. Владата одлучува дека законски мораме ние од 23 да појдеме на работа. Ние сме принудени, едноставно сме принудени самостално да ја напуштиме својата работа, пошто и јас и мажа ми сме вработени. Нема кој да го чува моето дете. Моето свекрва оди на работа, така да не можам во овај момент да најдам ни жена што ќе може да ми го чува детето. Според нив, одлуката на владата е скандалозна, нелогична, непромислена. Здравието на децата е најважно и владата треба да одлучи што е приоритетно. Еве го и моето малото синче, кој сега поаѓа прво одделение. Значи сега е запишено во целодневна, а бидејќи целодневната учината, не можеме малиот да го префрлеме до школа. А јас и мажа ми сме вработени и така да нема кој да ни го чува малиот. Затоа имам апел до владата да ни ја смене нашата одлука, како за мене, така и за сите други жени кои имаме потреба, значи од целодневна, од градинка, значи ние сакаме да работиме, ама не сме самите можност да работиме. И затоа нека ни помогне самата влада, за да можеме ние да одеме на работа и да има кој да ни ги чува нашите мали деца. Пошто нема кој мали да ни го чува, значи ќе бидам принудена самата да напуштам од работа. А пошто такви не са условите, со една плата нема да можеме да обстанеме, знае самата влада. Затоа нека гледат, нека ни помогнат како на мене, така и на сите други жени што имат потреба. Меѓу другото, мајките се во паника бидејќи дополнително ги загрижува периодот на сезонски грип и сметаат дека во ек на пандемија со коронавирус престојот во установите за згрижување нема да биде безбеден за најмалите. Според Министерството за труд и социјална политика, логично и очекувано е од 23 септември да се прекине породилното отсуство. Оти центрите за ран детски развој имале капацитет и ќе функционирале по строги протоколи. Доколку не се најде соодветно решение за згрижување на децата, мајките најавуваат засилени протести пред детските установи. Целосна реконструкција на водоводната мрежа и асфалт доби најфреквентната улица во село Јакимово, Виничко. Истата е со должина од 850 метри, а зафатот е во вредност од 2,5 милиони динари. Општина Виница ја реконструираше најфреквентната улица во село Јакимово во должина од 850 метри. Во опфатот претходно беше заменета старата азбестна водоводна мрежа со нова полиетиленска на дел од улицата. Асфалтирањето започна од влезот на селото па се до излезот кај раскрасницата, која води кон селата Истибања и Црнкамен. Ова улица е во должина од 850 метри, меѓутоа претходно, пред некој ден, ги заменивме на дел од улицата и старите азбести цевки и поставивме нова водоводна мрежа со нови полиетиленски цевки. Така да
се надеваме дека граѓаните, жителите на село Екимово се задоволни со оваа инвестиција, инаку оваа инвестиција е во вредност од 2,5 милиони денари. Средства се обезбедени дел од буџетот на општина Виница, дел од јавното предпријатие за државни патишта. Минатата година реконструкцијата ја направивме од градот Виница до село Јакимово, точно до влезот на селото. Еве сега продолжуваме и до самиот излез на селото. Ова е најфреквентниот дел во Јакимово и сите жители на село Јакимово мора да поминат токму по овој дел. Ова е продолжение на претходно асфалтираниот патен правец од Виница до влезот на селото, со што се комплетира целата траса од Виница до излезот на село Јакимово. Вкупната инвестиција на овие два зафати е во вредност од 2,5 милиони денари. Бројот на позитивни на коронавирусот во изминатите денови во Кочанско е во драстичен пораст. Тоа ја алармираше локалната самоуправа да упати нов јавен повик до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита и за спречување на ширењето на заразата. Општина Кочани упати јавен повик до граѓаните максимално да ги почитуваат мерките и препораките за лична заштита заради спречување на ширењето на заразата од коронавирусот. Причина за ваквата реакција е драстичниот пораст на бројот на позитивни лица во последните неколку денови, со што Кочани стана ново жариште во источниот регион, со вкупно 76 заразени. За жал, коронавирусот не мирува. Бројот на заразени се повеќе расте и предупредува на потребно внимание и грижа за сопственото и за јавното здравје. Затоа повикуваме на максимално почитување на мерките и препораките за заштита и спречување на ширењето на заразата. Тоа е единствениот начин да се избориме со COVID-19, а секое непочитување на мерките ќе значи нова опасност и за нас самите и за нашите најблиски. Исто така тоа ќе значи изложување на санкции од надлежните институции, се истакнува во писмениот јавен повик од општина Кочани. Во средата во Кочани беа евидентирани нови 11, а во четвртокот уште 17 позитивни на болеста. При тоа едно лице и почина. Тоа е причина за најава и на нова седница на општинскиот кризен штаб, на која ќе треба да се разгледа состојбата и да се предложат нови превентивни мерки. Ситуацијата дополнително е загрижувачка и поради фактот што во претходните денови регистрирани се позитивни случаи меѓу медицински лица и меѓу вработени во воспитно-образовни институции. Нови сообраќајни знаци и придружна опрема ќе се поставува на улиците во Кочани и населените места во општината, за што ќе се потрошат над 2.500 евра. Дел од знаците ќе се постават на местата на оние кои се оштетени, а дел од сигнализацијата ќе се постави на места каде тоа го наметнале потребите и условите во сообраќајот. Состојбата со сообраќајните знаци и другата патна сигнализација во општина Кочани не ги задоволува стандардите за безбеден сообраќај, поради тоа ќе се набавуваат над 100 нови сообраќајни знаци. По направените увиди на терен, што сами иницијативно и подоставени барања од граѓаните ги направиле службите во локалната самоуправа, констатирано е дека дел од знаците се оштетени и неопходна е нивна целосна замена. На одделни места потребно е поставување на нова сообраќајна сигнализација и опрема. Поради тоа, започната е постапка за јавна набавка на 110 нови сообраќајни знаци, 10 носечки столбови за нив и 2 сферни огледала со придружна опрема. Главно, знаците се однесуваат на задолжително запирање и обележани пешачки премини, како и за ограничување на брзината на движење на возилата и за обележување на така наречените легнати полицајци, кои најчесто се мета на вандалско оштетување или кражба. За набавката на сообраќајната сигнализација и опремата, од општинскиот буџет ќе се потрошат околу 170.000 денари. Контролите на службите во локалната самоуправа покажале дека дел од знаците се оштетени, а некои искорнати со столбчињата на кои биле поставени. Исто така недостасуваат и сообраќајни обележја на повеќе сообраќајници во дел од новите населби во градот. Појавата на уништување и крадење на сообраќајната сигнализација е загрижувачка. Од редовните пописи на терен се констатираат дека над 100 сообраќајни знаци во општината се оштетени или украдени, и тоа не само знаките, туку и држачите на кои биле поставени. Тендерот за набавка на сообраќајните знаци е во тек, а крајниот рок за пријавување на фирмите добавувачи е до 24 септември. Се очекува во период од 4 месеци на сите места каде што знаците се уништени или недостасуваат да бидат поставени нови.
Во меѓувреме од општината упатуваат и повик до граѓаните доколку забележат уништување на сообраќајната сигнализација и другата урбана опрема, тоа да го пријават кај надлежните служби и органи. Концерт на традиционална музика и изложба на фрески и икони по повод рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи во Гевгелија, на кој единствени учесници ќе бидат членовите на оркестарот при ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани. Концертот е закажан за 20 септември во 20 часот. По повод празникот рождество на Пресвета Богородица на 20 септември пред платото на црквата посветена на Пресвета Богородица во село Богородица, општина Гевгелија, Домот на културата Македонија во Гевгелија ќе го одбележи патрониот празник на населеното место со организирање концертна вечер на чалгиска и традиционална музика. На концертот на чалгиската и традиционална музика, кој е закажан за 20 часот, ќе настапи оркестарот при ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани и Тијана Јаневска вокал, кои се единствени учесници. Од Кочанскиот ансамбл ги поканија сите љубители на чалгиската и традиционална музика да бидат дел од настанот во прекрасниот амбиент пред храмот во Гевгелија. Во оваа прилика сакаме да се заблагодариме на општина Гевгелија и на Домот на култура Македонија од општина Гевгелија за поканата и што го препозна квалитетот во нашиот ансамбл. Исто така ги известуваме сите заинтересирани и сите љубители на македонската традиција, македонската чалгиска музика и традиционална музика, дека концертот ќе може да го проследат во живо, онлайн на Facebook страната на ансамбл за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани. Воедно ви известуваме дека исто така истиот концерт можно е да се повтори во повеќе градови во Република Македонија. Секојдневно стигаат покани за фестивали и за концерти, така да сакаме да заблагодариме на сите подржувачи и слободно уживајте во концертот. Моментално работиме по сите протоколи, значи концертите ги одржуваме само со чалгискиот и со традиционалниот оркестар. Концертите се одржуваат по протоколи донесени од Министерството за здравство и Министерството за култура за манифестации и фестивали. Настанот ќе биде збогатен со отворање на изложба на 22 реплицирани фрески и икони од Дигорскиот манастир по повод 1000 години од неговото обстојување, со почеток од 18 часот и 30 минути. Манифестацијата ќе се одвива според протоколите, со што целосно ќе бидат запазени мерките за заштита и спречување на ширењето на COVID-19. Домот на културата Македонија во Гевгелија во својата програма на културни настани за 2020 година ќе запише уште една манифестација со прекрасен повод – чествување на рождеството на Мајката Божја. Следува информацијата од спортот. В сабота ќе се играат надпреварите од новото коло во правенството на втората фудбалска лига Исток. Кочанскиот второлигаш Осогово ќе има тешко соседско дерби со Штипска Брегалница, додека Виничке Слога е пред полесна задача како домаќин со Кожув од Гевгелија. Викендов ќе се игра четвртото коло од есенската сезона во правенството на втората фудбалска лига Исток. Екипата на Осогово ја очекува тешко гостување во Штип на надпревар со Брегалница. Со оглед што штипјани во изминатите 3 кола забележаа победи и со максимален број бодови се на првото место, разбирливо е што за жолто-сините и евентуалното реми би било рамно на победа. Играта што ја прикажаа досега, а уште повеќе постигнатите резултати, од кои освоија само бод, не дава многу надеж дека токму на средбата со првопласираниот тим ќе можат да сторат нешто повеќе од чесен пораз. Во моментот Кочанскиот второлигаш е предпоследен на табелата и според развојот на настаните досега се повторува приказната од минатогодишното првенство, кога само промените во лига системот го спасија од премин во понизок ранг. Средбата со Брегалница во Штип се игра в сабота во вечерниот термин од 19 часот. За разлика од Кочанскиот, Виничкиот второлигаш Слога 1934 е во многу поповолна ситуација, не само со играта и освоените бодови, туку што во ова коло ќе игра и на домашен терен. За противник ќе го има директниот конкурент за одржување во горниот дел на табелата, тимот на Кожув.
Гивгеличани можат да бидат незгоден противник и да направат изненадување, но со оглед на темпото што го фати Слога, во кое освои 6 бода, заедно со домашниот терен, може да биде дополнителна психолошка предност. Средбата се игра в сабота на стадионот во Виница со почеток од 15 часот и 30 минути, но присуството на публиката повторно ќе изостане поради здравствените протоколи од COVID-19. Почитувани, со временската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.